Па, добро, Скопје е наш матичен град, како што е и само име да кажува на Скопско-Слонско друштво, меѓутоа во соработка и по повик на книжарници Трейд, дојдохме тука да така да малце прошириме наука и по провинција. Така да мислим дека овакви акции имавме и порано по некои други места, обично во повише туристички места, али Струмица веќе трет пат доаѓам, така да не ми е прв пат. Што покажуваат најмногу интерес струмичани, барем од досегашното искуство, и што се можат да видат преку овие телескопи? Струмичани, како сите луѓе во свет, највише се радуваат на месечина, пошто таа единствена има тој вау ефект, значи луѓе кои ќе видат се запрепестуваат. И onda би го тука извоили Сатурн, он е посебен по тоа што он толку е убав малецок, ама убав, да луѓе преку 50% луѓе мислат дека се работи за сликички, за нека моја монтажа превари и така натаму. Не верува дека такво нешто постои на небо кој ќе го видат во живо. А тука е нормално и Јупитер кој ќе го гледаме вечер, така да тој со 4 месечини е прекрасен, во зависност од распоредот тие месечини знае да биде многу интересен. И овие денови е баш така голем, така да се надам дека струмичани ќе уживат прво во месечина, тука не се сомневам дека сите ќе се буткат околу телескоп за месечина, но јас сепак преферирам кој ќе гледам и планети, сепак Јупитер е 800 милиона километра далеко од нас, Сатурн милиарда и пол. Сепак тоа се објекти кои се за респект со своја далечина и вие гледате нешто малецко, некои 5-6 милиметра, ама гледате изначително многу детали во тие 5-6 милиметри. Да видите прстените на Сатурн, ви кажав, скоро 50% луѓе мислат дека не е вистинско тоа што го гледат и онда гледат на кој начин ги ја лажам.